Кратки најави за денес. Пожарот на Галичица е под контрола и се очекува негово целосно гаснење. По 57 пат меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура во Охрид. Со сива економија нема розева иднина. Започнува 36-тото издание на манифестацијата Поетска ноќ во Велестово. Путин наредил руската војска од Украина да оди во Курск. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево и многу топло време. Дневната температура се искачи до 34 степени. Во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе преовладува претежно ведро време со локална облачност и топло. Во сабота во северните, централните и источните делови од Европа, како и на северо-апенинскиот и балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со поројни врнежи. Во останатите предели од Европа ќе преовладува сончево и топло време. Во Скандинавија и на британските острови се очекуваат температури кои што ќе бидат под повеќе годишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Локално во централните и јужните предели во попладневните часови нестабилно со локални врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 32 до 39 степени. Во Македонија во сабота ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност со благ пад на дневните температури. Во доцните попладневни и во вечерните часови развојна нестабилност која што локално ќе услови врнежи од дожд и грмотевици. Минималните температури од 15 до 25 степени, додека пак максималните дневни утре ќе достигнат од 29 до 40 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови умерено облачно и нестабилно со услови за слаби врнежи од дожд, локално со услови за појава на невреме. Утринската температура од 20 степени, додека пак дневната ќе достигне до 34 степени. Во Охрид во недела и понеделник предпладне ќе превладува претежно сончево време, но посвежо со појава на локална облачност. Во попладневните часови развојна нестабилност која што ќе услови врнежи од дожд и грмотевици, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Утринската температура од 19 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29, односно до 27 степени. Слично време не очекува и во вторник. Минимална температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 25 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно.
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навремено пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. По 12-дневна битка, конечно пожарот на Галичица е ставен под контрола. И денес на терен се 100 пожарникари и 2 воздухоплови. Очекувањата се конечна ликвидација. 12 денови откако избувна пожарот на Галичица. Конечно денес може да се потврди дека тоа е под контрола, но се уште будна се следи. Поголемата акција во текот на вчерашниот ден, кога беа ангажирани 120 пожарникари, голем број волонтери на линија од 10 километри, како и 5 воздухоплови, 3 трактори и 2 полициски хеликоптери, состојбата е стабилна. Денеска на терен се 100 пожарникари, а се интервенира и со авион и хеликоптер до конечно ликвидирање. Пожарот на 2 критични точки се стави под контрола, се прават појаси и сега е потребна жива сила која ќе го обезбедува постојано местото, но имаме на точка во Албанија на 2 километри каде пожарот е се уште активен и во текот на вчерашниот ден на нивна страна делува и меѓународни авиони за прв пат и гасеа пожар. Тука треба да обратиме посебно внимание. Северната страна према Охридскиот дел, таа претходниот ден-два беше добро осигурана со појаси и кога пожарот навлезе во буката го оставивме под контрола и сега се ликвидираат помалите пожарчиња внатре и се ставаат под контрола со копање на појаси и присуство на жива сила постојано. Најкритичен дел беше местноста Страчка кон селото Војтино, но и таму состојбата е ставена под контрола, иако има индиции дека повторно може да се појават жаришта, затоа теренот се обезбедува со жива сила. На западната страна која беше долж Охридското езеро позагрозена, на тој дел делуваат трите трактори постојано, претпладне и попладне и жива сила, значи 120 луѓе имаше на трите фронтови, периметар од околу 10 километри зафатена по границите исток, север и запад. И таму појасот е ставен под контрола, меѓутоа на одредени места имаме тенденција каде што би можело во текот на денот со зголемување температури повторно малку да на одредени места пожарот се активира, но е ставен
во контрола и до понатамошно целосно негово ликвидирање. По изминативе 12 денови колку што трае пожарот на Галичица, планината ја потресоа стотина детонации од гранати и друга амуниција за останати од Првата светска војна. Пожарот спласнува, се очекува позитивен развој и негово целосно гаснење. Во моментов низ светот има само 11 лекторати. Власта најавува силна промоција на македонскиот јазик и отварање на нови лекторати низ светските универзитети. Македонскиот збор се слуша на сите континенти. Македонскиот јазик се изучува и зборува на сите меридијани. Македонскиот збор се слуша на сите континенти. Македонскиот јазик се изучува и зборува на сите меридијани. Ова е пораката на македонистите на отварањето на 57-та летна школа за македонски јазик, култура и литература при УКИМ. Во моментов низ светот има само 11 лекторати. Власта најавува силна промоција на македонскиот јазик и отварање на нови лекторати низ светските универзитети. Во бивша СФРЈ сме имале 25 лекторати. Во овој момент имаме само 11. За жал, затекнав една многу лоша состојба. Нашите лектори во странство да немаат со месеци исплатено плата и нормално ги почитуваме и ги цениме нашите промотори, македонистите. Сега ми е исплатена платата до јули. Овие дејци имале јасна визија и биле верни чувари на јазикот како врвно национално богатство и суштина на нашиот идентитет и култура. Затоа, чествувањето на овие јубилеи нека представува поттик за доследно исполнување на Светиот Завет пред основоположниците на нашата национална култура, јазик и писменост. Нема ништо посвето од мајчиниот јазик. Тој е најголемиот штит на еден народ, истакна директорката на меѓународната летна школа. Македонисти од странство велат македонскиот јазик е единствен и различен од другите јазици. Преведуваат, лекторираат, предаваат и го промовираат нашиот јазик. Во 2010 година формирав во Москва Македонски културен центар. Тоа е невладена организација. Ние многу успешно работиме овие години и се разбира, бидејќи сум филолог и да кажам дека Блаже Конјевски ми беше научен раководител и дипломската теза ја подготвив под негово менторство. Секако пред се ја промовирам македонската литература. Имам преведено, припеано околу 300 македонски писатели. Многу сакам македонската литература, македонски јазик и преведувам македонски автори на бугарски, руски и полски јазик. Имам неколку објавени книги на македонска литература. Во следните 2 седмици во Охрид 65 македонисти од 17 земји ќе го изучуваат македонскиот јазик, а во изминативе 57 години учествувале на 4000 учесници. Вечерва започнува 36-та поетска ноќ во Велестово и ќе трае до 18 август на локации во Велестово и Охрид. Со поетски портрет годинава ќе биде представено творештвото на Елизабета Баковска, а во интернационалната програма ќе гостуваат поети од Ирска, САД, Хрватска, Србија и Македонија. Поетска ноќ во Велестово по 36-ти пат ќе представи квалитетна поезија од македонски поети и автори од странство. Во фокусот на годинешното издание на фестивалот е творештвото на Елизабета Баковска, чиј поетски портрет ќе се одржи вечерва насред село во Велестово. За мене е голема чест, голема одговорност и гордост исто така да учествувам на Велестово, затоа што се работи за еден посебен фестивал, еден фестивал со голема, богата традиција, на кој што настапувале некои од најголемите имиња на македонската поезија. Она што велат на англиски, чевлите се големи, нели треба да ги пополнам. Така што и значи постои големо чувство на одговорност. Кога бевме во Велестово од 2018 година со колегите таму, бев во една посебна психичка состојба, бидејќи и дел од неа мислам дека ќе прочитаме и ќе поразговараме за тоа вечерва. Меѓутоа можев да останам многу кратко, само една вечер, да учествувам во тој заеднички дел, така што годинава ќе бидам 2 дена. Мислам дека ќе имам повеќе
време, повеќе можности да поразговараме. На првата вечер од фестивалот присутните покрај во поезијата ќе уживаат и во мал музички концерт Езеро на хрватската кантавторка Нина Ромиќ во придружба на Елена Галиќ, а вечерта ќе биде затворена со изложба на фотографии паметници на заборавот од Сашо Димовски во тремот на црквата Успеение на Пресвета Богородица. Од годинава фестивалот има концепцијски промени. Наместо преку беседа творештвото на поетот во фокусот во дослух со современите трендови ќе биде представено преку разговор, а исто така се воведува и настанот поетско интермецо. Помеѓу поетскиот портрет на Елизабета Баковска и времето за гледање на изложбата на Сашо Димовски, имаат можност да настапат практично ова е нека новина на фестивалот и поетите од странство, кои што досега настапуваа само во Охрид на интернационалните поетски читања. Овој пат решивме да им дадеме прилика затоа што забележавме низ годините дека публиката е различна, таа што ни доаѓа во Велестово, таа што ни доаѓа на читањата во Охрид, така што ќе имаат прилика и тие да прочитаат и да се представат пред публиката во Велестово. Тој настан го насловивме како поетско интермецо. Интернационалното поетско читање Мозаик ќе се одржи на 17 август со почеток од 19 часот во кафе бар Шила во Охрид, на кој ќе настапат домашни автори и гости од странство: Патрик Котер од Ирска, Иван Херцег од Хрватска, Марко Ѓорѓевиќ од Србија, Минг Ди од Кина, Елизабета Баковска, Владимир Мартиновски и Христина Цветановска од Македонија. Со нетрпение го очекува фестивалот. Се радувам на убавината на пејзажот во Велестово и Охридскиот регион, на средбите со македонските поети, амбиентот и топлината на македонскиот народ. Фестивалот Поетска ноќ во Велестово ќе заврши на 18 август со организирано разгледување на културното и историското наследство на градот Охрид. Фестивалот го овозможија Министерството за култура и туризам, Општина Охрид и општествено одговорни компании како помогатели. Со сива економија нема розева иднина. Сивата економија е присутна во сите земји, па така и во Македонија. Таа не може да исчезне, но може да се намали. Во нашата земја една од областите во кои има најголем процент на сива економија е туристичко-гостителската индустрија. Сивата економија во туризмот создава бројни проблеми, вклучувајќи непријавена работа, избегнување на даноци, нефер конкурентски услови и проблеми со квалитетот на услугите. Овие проблеми имаат широки економски, социјални и регулаторни последици кои ја нарушуваат стабилноста и квалитетот на туристичкиот сектор. За да се решат овие проблеми, потребно е интегрирано пристапнување и зголемено внимание од страна на сите засегнати страни, вклучувајќи ги и јавните институции и приватниот сектор. Една од најмеродавните институции по однос на ова прашање е Управата за јавни приходи. Мисијата на Управата за јавни приходи е преку едноставни постапки и начини за пријавување и плаќање на данок и еднаков третман на сите да се овозможи да се намали сивата економија. Управата за јавни приходи е една од институциите која може да придонесе на тој план, затоа што согласно акциониот план тука се и другите институции, пазарен инспекторат, трудов инспекторат и прочем, кога имаме работа на црно, не е аспектот само неплаќање на даноци, него имаме непријавени вработени, нерегистрирано вршење на дејност, незапазени пазарни услови, санитарни и така натаму. Во туристичкиот сектор потребно е да се направат дополнителни напори за потиснување на сивата економија и запирање на нелегалниот бизнис, што доведува до одлив на пари од државата и девалвирање на туристичката понуда. Неплаќањето на даноци како последица на сивата економија ја намалува јавната каса, што може да доведе до помалку средства за инфраструктурни проекти и јавни услуги. Свеста и даночната дисциплина кај даночните обврзници е пред се. Треба да сватиме дека сите имаме бенефит од плаќањето на даноците, за да има Охрид добра инфраструктура и да биде уреден добро градот, за тоа требаат пари, а државата парите ги обезбедува од даноците. Во првите 6 месеци од годинава, по основ на наплата на туристичка такса, Општина Охрид има приход од 5.687.207 денари, и од правни и од физички лица. Споредено со лани има зголемување на околу 1 милион денари. Општината прави проценка при концепирање на буџетот и предвидувањата за приход од туристичката такса за годинава се движат околу 25 до 26 милиони денари, вели Гоце Стојковски, овластен инспектор за туристичка и угостителска дејност. Приватното сместување има, значи, во моментот во секторот за туризам имате околу 3000 категоризирани физички лица, од тие 3000, ево 1000 да работат, да речеме затоа што некој е категоризирана, не работи. Што се однесува до таа
сива економија, то ако го рачунаме како сива економија, доколку ние добиеме пријава, ние излегуваме на пријавата и постапуваме согласно закон за угостителска дејност. Тоа е член 67 од законот за угостителска дејност и кажува дека секое физичко лице кое не постапуваат согласно законот за угостителска дејност се казнуваат од 100 до 250 евра. Доколку ние затекниме такво лице нерегистрирано, прекршочен платен налог носиме на лице место и тоа лице се санкционира. Пријави добиваме во најчесто во текот на шпицот на сезоната, односно сега, овај период. И согласно закон, затоа што ние работиме покрај овие закони што ви ги спомнав, закон за туристичка дејност, закон за угостителска дејност, закон за такса за временен престој, работиме и според закон за инспекцијски надзор и сме должни на секоја пријава да излезиме и да одговориме. И тоа го правиме во рекорден рок. Најчесто пријави кај нас имат за комшијата издават гости нерегистрирани. Легалните туристички оператори и угостители, кои ги следат законските регулативи и плаќаат даноци, се во неповолна позиција во однос на тие кои работат во сивата економија. Ова создава нефер конкурентски услови и може да доведе до затворање на бизниси кои не може да се надпреваруваат со нерегистрираните. Но ние гледаме многу повеќе народ отколку што имаме капацитети. Сега, од тој аспект ние имаме проблем со нелојалната конкуренција, пошто ние плаќаме све и свашта, сите можни давачки према државава, додека некој друг го користи тоа и го собира само медот. Од аспект се издаваат станови, да не се сватиме погрешно, има луѓе кои што се издаваат станови и си ги плаќаат сите давачки, си плаќаат туристичка такса и се што следи. Додека има голем број кои што не се пријавени никаде и луѓето едноставно, значи, имаат само чиста заработка, на никого ништо не плаќаат, не подлежат на никаква инспекција, значи треба да имаме евиденција некаква, пошто еве разговараме често каква е сезоната, колку е исполната и како е исполната, ние немаме никаква евиденција за тоа, пошто има многу од луѓето кои живеат во Охрид и надвор од Охрид, небитно, кои се издаваат на своја рака. Јас така би го рекол тоа, значи се издаваат без пријавување на гости и едноставно тие се нелојална конкуренција, цените се приближни со нашите цени. Во Охрид, тројца општински инспектори вршат надзор во поглед на туристички водичи и сместувачките објекти на физички лица и правни лица, хотели, мотели, кампови и одморалишта. Треба да е засилена инспекцијата не само на хотелските капацитети, туку и на приватните. Пошто приватните ги има многу повеќе отколку хотелски капацитети. Се издаваат станови, соби, прилагодени простори за тој извесен период, кај што никој нема никаква евиденција. Треба да се пронајде, да се изнајде некаков начин на кој што ќе можат сите тие да се откријат. То ние 80% не ни знаеме кои се тие. Има луѓе на улица што застануваат стан, издавам стан, сместување, смештај дали треба и ред други работи, ги чекаат на автобуска, кај што не се пријавени ни на букинг ни нигде. Локалното население и даночните обврзници имаат клучна улога во подобрувањето на даночната дисциплина. Нереално високи цени и непријавени услуги ја нарушуваат репутацијата на Охрид како туристичка дестинација, што може да влијае на туристичката индустрија. Ставот на локалната самоуправа од Охрид во врска со справувањето со сивата економија во градов е следниот. Треба да се истакне и фактот што во последните 2 години практично нема така наречени диво поставени објекти. Урбаната опрема која е поставена во старата чаршија и на кејот е со целосна документација. Тековните проблеми и недостатоци се надминуваат со постојана контрола на општинските инспектори во согласно со законот и нивните надлежности, велат од општина Охрид. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот пак на нашите прашања во врска со сивата економија во туризмот и угостителство, посебно во летниот период. Какви се согледувањата? Во кои домени има најголем проблем со сива економија во туристичките места? Дали сметате дека се потребни таргетирани мерки за сузбивање? Каква е оценката за борба против сивата економија и работата на црно? Дали од агенцијата сметате дека се исполнуваат чекорите на надлежните за борба против сивата економија?
со флоскулни одговори и општо познати констатации, без конкретни препораки, мерки или иницијативи. Растот во туризмот не значи и развој на туризмот. За да може една дестинација да се развива, потребни се вложување и одржливи финансиски приходи, а со континуираното игнорирање на потребата од поставување на систем за следење и контрола на микрониво во сите сфери на туризмот и угостителството, ќе се соочуваме со проблеми кои го уназадуваат туристичкиот развој на земјава. Локалните самоуправи имаат мал број или воопшто немаат туристички инспектори, со што се оневозможува спроведување на контроли за плаќање на туристичката такса, а повлекува затајување и на друг тип на даноци во државата. Имаме неажуриран систем за регистрирање на категоризирани приватни сместувачки капацитети на локално ниво, постоење на неформална сезонска вработеност, а и државава се уште нема креира да се усогласат со законите. Дигиталната трансформација е примат на управата во наредниот период. Ќе се работи на многу такви дигитални софтвери, фактура, плаќање, издавање на документи. Во периодот што следи, управата ќе излези со дополнителни информации на тоа поле. Додека властите не ги преземат потребните мерки, ќе продолжиме да читаме, гледаме и слушаме по медиумите за тоа колку објекти се привремено затворени, колку казни се изречени. Додека проблемот не се реши системски, за некои субјекти се уште поевтино ќе биде да платат казна, отколку да работат според законот. Нова дебатна емисија од рубриката "Заедницата има многу лица". Денешни гости на колешката Сонја Рилковска се Сузана Наумовска, председателка на Советот за женско приприемништво, Ана Крстеска, заменик градоначалник на општина Охрид, и Маја Ташева Битковска, советник за активни мерки во Агенцијата за вработување. Темата на денешната емисија е потреби и предизвици на жените во заедницата, а ќе може да ја погледнете по завршување на првиот дневник на ТВМ. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Путин наредил војската од Украина да оди во Курск. Повеќе единици составени од најмалку 1000 војници биле префрлени во регионот Курск. Џон Кирби, портпарол на Советот за национална безбедност, за CNN изјавил дека преместувањето на војниците од Украина не значи дека Путин се откажал од воените операции во североисточниот дел на земјата на места како Запорожје. Се уште има активни борби на тој фронт, рекол Кирби. Не сме да се заборави дека Русија има стотици илјади војници на фронтовата линија во Украина, така што
пренасочувањето на неколку илјади можеби нема да има големо влијание на краток рок, сметаат западните официјални лица. Русија ја зајакнува својата одбрана на Курск, првенствено со необучени регрути донесени од други делови на Русија. Украина тврди дека контролира вкупно 82 населени места во Курскиот регион и дека поставила команден центар во клучен руски град. Илјадници жени и медицински работници излегле на улиците на Индија за да повикаат за ставање крај на сексуалното насилство во земјата, по неодамнешното силување и убиство на младата докторка во Калкута. Организаторите се надеваат дека протестите ќе го обележат почетокот на промените во земјата, која долго време е погодена од родово насилство. Во злосторството што ги поттикна протестите, 31 годишна докторка беше силувана и убиена за време на нејзината смена, додека се одмарала во салата за семинари, каде што требало да биде безбедна. Властите се обиделе да ја прикријат нејзината смрт, велејќи дека тоа било самоубиство. Индиската медицинска асоциација, најголемата група на лекари во земјата, соопштила дека од сабота наутро ќе ги затвори повеќето болнички оделенија, освен основните услуги за 24 часа. Ова е најголем таков штрајк во најмалку една деценија, пренесуваат медиумите. Премиерот на Индија, Нарендра Моди, во својот говор за Денот на независноста, се осврнал на шокантниот инцидент. Како општество мораме да размислуваме за злосторствата кои се вршат против нашите мајки, ќерки и сестри, рекол Моди, повикувајќи на строги казни за злосторства против жените. Тајфунот Ампил се движи кон Токио и другите источни области на Јапонија. Откажани се голем број летови, а прекин има и во железничкиот сообраќај. Јапонската метеоролошка агенција предупредува и ги повикува жителите да се подготват за силни ветрови, обилни врнежи, лизгање на земјиштето, поплави и високи бранови, пренесува агенцијата Кјодо. Најновите податоци на заедничкиот центар за предупредување за тајфуни покажуваат дека Ампил во моментов бележи брзина на ветер од 140 км на час. Се очекува дополнително да се зајакне во следните 36 часа, а додека да стигне до Јапонија би можел да добие сила еквивалентна на ураганот трета категорија, пренесува CNN. Конгресот на САД побара од Марк Цукерберг, извршниот директор на Мета, да објасни зошто рекламите за промовирање на нелегални супстанции како кокаин и екстази се појавуваат на Facebook и Instagram. Проектот за технолошка транспарентност открил стотици такви реклами на платформите на Мета. Во писмо до Цукерберг, конгресмените изразиле загриженост за очигледниот неуспех на Мета да ја контролира таквата содржина, барајќи јасни одговори за тоа како компанијата планира да спречи понатамошна промоција на таквите реклами. Тие исто така побарале податоци за фреквенцијата на прегледите и интеракциите со овие реклами. Мета има време до 6 септември да одговори на овие барања. Случајот дополнително фрла сенка и врз недостатокот на ефективен надзор на рекламите на социјалните медиуми, што предизвика сомнежи за посветеноста на Мета за општествена одговорност. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.